официјално нас ни пристигна нашата дама Василка Стојкова на својата 80 годишна возраст, јубилејна во нашата студио. Меѓутоа, еве, ќе потсетиме, апропо и денешниот 1 октомври, меѓународниот ден на возрастни лица, кој што се одбележува секоја година, е прогласен од Обединетите нации со цел да се потенцираат правата, потребите и придонесот на повозрастното население во општеството. Ако не сте знаеле, едно потсетување дека денот е воведен во 90-та како начин да се поттикне глобална свест за предизвици со кои што се соочуваат повозрастните лица, како што се социјална изолација, здравствени проблеми, финансиска сигурност, но и да се промовира активно старење, оно што го кажавме како концепт во Шведска особено, и вклученост во заедницата. Во светот постојат различни модели за поддршка на третото доба. Скандинавија, повозрастните лица имаат пристап до бесплатни и субвенционирани здравствени услуги, спортски и културни активности и можност за волонтирање. Јапонија и Јужна Кореја пак голем акцент ставаат на физичката активност, социјално учество, особено планинарењето. Западна Европа пак велат постојат клубови и центри кои што обезбедуваат образовни и културни програми, додека Соединетите Американски држави и Канада пензионерите велат се мотивираат да се вклучуваат во сите волонтерски активности како начин на зголемување на квалитетот на животот. Денес, Меѓународниот ден на возрастните лица е прилика вистинска да се потсетиме на значењето на поддршката, почита и вклученоста на постарите луѓе кои што на момент знаат да се чувствуваат и осамено, но сепак и инспирираат семејства и заедници да овозможат квалитетен и активен живот во третото доба. Да, имавме одличен вовед за денешниот ден, а ќе имаме и добар разговор во продолжение. Не се сомневам. Нашата гостинка не е веќе пристигната во студиото, тоа е Василка Стојкова и како што кажа и Марко, Василка е на својата наскоро ќе го прослави својот 80 јубилејна 80 роден ден и е член на Универзитетот Трето доба. Па Василка, ќе ви посакаме добро утро, ќе ви се заблагодариме што во овие минути дојдовте до тука, односно до Телма, за да може да позборуваме малку за вашето секојдневие во Трето доба или во овие години, а се разбира и за членството во Универзитетот Трето доба, кој постои 25 години, бројка која не е за занемарување, а истовремено со оглед на активностите, веројатно доста корисно за сите оние кои што се членови. Добро утро и добро ни дојдовте. Ајде, добро утро уште еднаш. Како сте? Ние сме одлично. Да. Вам кога ве гледаме, вака срекни, весели и мислам дека ќе бидете една убава приказна за кој што ќе не следат. Се надевам. Сигурно ќе биде така. Ќе сакаме да слушнеме вашата приказна, истовремено ќе ги информираме нашите гледачи дека откако нели и оние прашања кои се наменети за вас или она кое што не интересира, ќе имаме можност да се вклучиме и да ја повикаме онлайн психолог Тијана Ивановска, која ќе не малку повеќе информира, ќе не советува и ќе препорача што е добро за да се практикува за нели стабилно ментално здравје од година во година и особено колку е тоа важно за тој период од животот. Како се чувствувате вие на 80 години и што е она кое што првенствено би рекле го исполнува вашето секојдневие? Што практично нели ве одржува здрави, витални, ве одржува во живот? Епа, претежно треба да си активен, зашто само активен човек може да биде здрав и витален. Јас во Трето доба сум од 2014 година. Официјално кога се пензионирате? Се пензионирав претходно, така? Само мојот маж беше жив и не бев одлучена да одам во Трето доба. После смртта на мојот маж, јас стапив во некоја голема депресија. Животот ми се чинеше дека запре за мене. Јас дека не можам да живеам повеќе без него. И така бев потиштена, што нигде не одев, осем што има внучина од Сидми, одев до Кајнив и назад и на друго место нигде не изгледував. Имав мои колешки од работа што одеа во Трето доба. И него ќе потсетиме дека сте биле редовен професор по математика. Да. 30 и колку години сте биле? И 8 години работев посветени на математиката. На математиката исклучиво и работев во вечерното училиште за возрастни и тела беше за возрастни. Работевме и со возрастни и со адолесценти. Со возрастните се работеше многу подобро отколку со адолесцентите, ама ги изгуравме тие 38 години. Можев уште 2 години да поработам. Но сепак решивте да... Решив
поради барањето на мојата керка, која се најдува во Канада, да одам и да ги чувам децата таму. Па тргнавме со мажот ми, отидовме, чувавме деца. Во Канада? Во Канада, во Монтреал е керка ми. Одлично. Ете, баш сега нели спомнавме за како луѓето и во Канада, возрастните лица ги користат. Да. Своите Таму животни. е една земја каде има многу стари и многу Возрастно возрастни население. луѓе, да. Дали климата, дали условите за живот доведува до толкова голема старост. Што вика и керка ми, мамо, над 90 години, кај нас се рачунаат стари луѓе. Вистина. Така, и ние велиме често земаме пример од тоа како живеат пензионерите или лицата од трето доба во другите земји од светот и многу пати нели и кај нас веќе знаат да земат пример па да си го разубават секојдневието со различни активности. Вие како професор по математика додека нели траел вашиот работен однос или работен процес, веројатно самиот начин на размислување и функционирање поврзано со математиката како предмет ве одржува и да речеме и ментално здрави, поточно нели психата која што и тоа како е важно да функционира онака како што треба и во подоснежните години. Интересно е тоа што ете да речеме кога се слушнавме за гостувањето, тоа што вие ми споменавте дека имате голем број книги, многу од тие лица или од лицата во тој период од животот сакаат некако да го пронадат својот мир во различни содржини, читање на многубројни книги и некако нели релаксирање во текот на секојдневието, нешто кое што нели ни дава мир и не приближува кон она што сме. Епа, јас ви кажав ради тоа што ние за 20 годишнината направивме еден алманах со сите на слушатели во трето доба и таа книга негдека ја имам ставено меѓу книгите и вчера покушав да ја најдам покрај сликите, не успеав да ја најдам, викам сега треба сите книги да ги извадите, да ги извадам, да ги погледнете, прегледате. Да. Тоа не е нека голема книга од едно 50 на страници, али за сите има Значајна. За сите е значајна и има еден краток опис за секој слушател во трето доба. Во трето доба. Имаме фотографии, Да, може имаме да ги видиме или да ги забележи. А и меѓу другото, колегата? знаете што ми се допаѓа дека во ова ново дигитално време ние практично заборавивме да ги вадиме сликите вака физички. Да. И знаете дека и моите внуки, претпоставам дека Ивана ќе се сложи, бидејќи нашите родители се уште ги чуваат тие фотоалбуми. Најбавото прибежиште кој што моите внуки го гледаат е кога ги разгледуваат тие фотоалбуми, всушност. Да, ете така. Е, вака, добро, дека вака. Всушност еве само да потсетиме на сите они кои што се наши пријатели утрово на Телма, со Василка Стојкова, која што е член на Универзитетот Трето доба. Ова се фотографии, нејзини лични, од сите екскурзии и активности кои што таа ги има конкретно со Универзитетот како Трето долгогодишен доба. член. Како долгогодишен член. Споминавте, Василка, голем број предавања за членовите од универзитетот, она кое што го организираат самите членови и исто така секој присуствува на тоа предавање кое што го интересира. Па еве ќе навлеземе малку и во активностите на Универзитетот Трето доба, каде се одржуваат предавањата, да ни кажете на колка временски период се одржуваат и како се прави таа селекција на теми кои што ќе се предаваат, како и професорите кои ги држат предавањата, а доаѓаат од Универзитетот Свети Кирил и Методи. Предавањата се одржуваат на филозофскиот и филолошкиот факултет во Скопје. Се работи кога е летниот то сметање од 5 до па негде не фаќа до 7 сата. А сега кога ќе го сменат времето во крајот на октомври, почнуваме од 4 сата. Па додека заврши предавањето, макар е определено да биде од 4 до 5 или од 5 до 6, али ние никогаш не завршуваме. Самиот професор, кога предава, ако кажано му е да предава 45 минути и 15 минути да биде за разговор, тој ќе почне малку пошироко да објаснува,
Ке се зазбори. Ќе се зазбори Ке навлезе во ке телото. навлезе во сати и кусур. Време па меѓутоа и ќе се поставуваат прашања, така што остануваме скоро до 2 часа. 2 часа, да. Предавањата се одржуваат еднаш неделно. Професорите ги кани самиот председател на Универзитетот Трето доба. Додека беше Томе жив, имавме многу активности. Да кажеме, Томе е првиот председател. Томе е првиот председател. Сдруженијето е формирано на 16 февруари 1999 година по иницијатива на професор доктор Дивна Лакинска. Таа работела во филозофскиот факултет и поднесла иницијатива до активот на пензионерите да се формира едно такво здружение каде што самите пензионери ќе си најдат прибежиште и ќе се дружат меѓу себе. Тоа сето било со задоволство прихватено и првите предавања се одржале во Автомотосојузот во Скопје. А после се преврлени во Универзитетот во Скопје на филолошкиот и физиолошкиот факултет. Филолошкиот. И од тогаш, од 99-та година, па до ден денеска, се одржуваат во амфитеатрите на тие факултети. Убаво кажавте вие дека по смртта на вашиот сопруг сте се чувствувале осамено, и зад камери го откривте, меѓутоа најбавото прибежиште и како нов почеток, можеби, нели, за вашето трето лично доба, всушност како една радост прибежиште баш го наоѓате во универзитетот. Тоа би сакал да споделиме дека може кој да не гледа во моментот да се вклучи и да биде дел од членовите. Секој може да се вклучи. Универзитетот прима нови кандидати без разлика на возраста. Секој пензионер, а може и вработен, ако е, да присуствува, бидејќи нашите предавања, се послен платне, послен работно време, така што може секој да присуствува. Јас причина беше за да почнам во трето доба, кога останав сама. И кажав, моите колешки одеа во трето доба, бидејќи Томе претходно ни беше нас директор во самото училиште, околу 2 мандата, а потоа отиде во општина Чаир на повисока функција. Кога се пензионира, заедно со Дивна Лакинска, и тој учествувал во формирањето на ова здружение. И покрај колешките, и кога Томе ми се јави неколку пати, јас веќе него не можев да го одбијам и решив да се вклучам во тоа здружение. Тоа беше... И ја направивте најдобрата одлука. И ја направив најдобрата одлука. Јас си најдов едно... Ново семејство? Да, ново семејство, ново дружења. После Томе беше многу активен човек. Трчаше на сите страни. Организираше екскурзии, организираше забави. Ние еднаш во месецот имавме организирана забава во некој ресторан, така што времето почна некако поубаво и полесно и квалитетно да го користи. И сега претпоставника едва чекате можеби да дојде следното предавање. Да, интересно дека со Ивана ве прашавме дека предавањата се од различни сфери, различни сегменти, историја, филозофија, вклучена математика? Не. Да ги подучите малку. Само математика не. Даже се вклучуваат во предавање и нашите посетители. Даже и јас викам, а јас сакате ли едно предавање да ми одржам? По кој, дали викам за дробки или за децимални броеви? Си правите некогаш вежби, госпоѓа Василка, со математиката? Нели вела дека мозокот треба да го активираме и да го држиме активен? Па треба да го ангажираме, али јас од кога отидов до пензија, до пред ковидо, чував внуци.
Фрлин оде во Канада, па после ги чував внуците на син ми, така што... Ке признаете дека тоа е најдобра активност. Да. И физичка и Инвестицијата во семејството. Тоа кое што го... Од ковидо, кога останавме дома, внучината почна да работат од дома, веќе беа во 4-5 одделение и престанав и јас да одам кај нив и некако ми е сега времето подосадно. Да, се разбира дека да, младите генерации или внуците се оние кои што повеќе или поквалитетно го исполнуваат секојдневието, но и тоа ќе го потврдат оние кои што и секојдневно чуваат внучиња. Јас би сакала во овие минути, бидејќи веќе имаме Тијана на линија или нели како се вклучуваме во живо, тоа е Тијана Ивановска, психолог, со која што се договоривме и денес да имаме едно вакво поврзување и да го надополниме она кое што денеска го зборуваме од еден стручен аспект. Верувам дека Тијана ќе ни даде одлични и корисни совети за тоа како да се помине квалитетно времето во трето доба. Ќе се надоврземе на ова кое што го спомена Василка, а тоа е дека да, навистина некогаш во тој период од животот знаат да се почувствуваат личностите поосамени, па се бара еден ваков оригинален начин да придонесе за нели подобрување на секојдневието. Верувам Тијана дека го слушаше нашиот разговор, ти посакуваме добро утро и ти благодариме што ете ќе можеме да слушнеме и од тебе и за нашите гледачи кои што не следат како и на кој начин да бидеме целосно или потполно здрави во било која година од животот, особено нели како поминува времето и годините нанапред. А и ќе се слушаш дека секој пат вакви приказни создаваат една кревкост, спокој, топлина и дека треба да се потсетиме. Пример за новите или младите генерации, нешто кое што нели треба да се следи. Добро утро и на вас. Баш инспиративен разговор од госпоѓата, имав прилика да го чујам, така што секоја чест за незините ангажмани. Во психологијата често пати изборуваме за третото доба како многу значајна доба од нашиот живот, затоа што тоа е доба во која што правиме некоја сублимација, правиме едно, да кажеме, заокружување, меѓутоа тоа не е нешто што значи дека треба да се, да кажеме, луѓето станат пасивни, да престанат да бидат вклучени во општествените активности. Туку бач напротив, сметам дека тука не запира нашиот ангажман во секојдневието и особено во нашата држава и на балканските простори, често пати на постарите лица, односно на лицата во третото доба, единствената задача, единствениот ангажман име негување и чување на внучиња, кој што по секако е ангажман кој што ги радува и ги весели, меѓутоа не би требало да биде единственото нешто кое што не го прават во секојдневие, затоа што сепак постојат многу активности кои што можат да ги подобруваат нивните, да кажам, капацитети, вештини, да одржуваат мозочната работа. Еве, например, учењето е дефинитивно една од тие активности. Така е. Да имаат и забавни активности, да им е пополнето времето, особено да имаат хобиња, како што би можело непречено да продолжи нивниот, да кажам, удел во општеството и нивната вклученост во општествените случувања. Да, Ивана, баш ве споменавме на самиот почеток како успеа малку да не фатиш, бидејќи ќерката на господјата Василка баш е во Канада, каде што имаат одличен систем за пензионерите, особено луѓето... Не ве слушам. Да, особено... Сега не те слушам. Дали е во ред секој ли? Имаме некој проблем со тонот, веројатно, пошто не слушам ништо што зборувате. Колеги, дали може да го... Не слушаш, Иван, или не? Се уште не. Добро, ако можеш, биди така да видиме само што се случува, можеби технички во Додека режијата. тоа го средат колегите, ние ќе продолжиме со Василка. Прашањето ќе го поставиме на Тијана. Да, малку подоцна да го средиме тонот. Ќе ја продолжиме, значи, темата каде што застанавме. Ова кое што го спомена и Тијана, вие го спроведувате во пракса. Иако велите ви недостасува тоа време поминато со внучињата, но внучињата нормално растат. И секој си го гледа својот
интерес и она кое што нели се разбира го прави, му причинува задоволство и некако вие се насочувате кон тие работи кои што се уште на вас и во овие години ви причинува задоволство. Кога зборуваме за дружбите, наспроти предавањата во универзитетот Трето доба, вие имате и патувања, прошетки, рековте се собирате и на вечерни или приквечерни излегувања и така натака. Колку патувањата, посетување на места како нашата држава, па можеби и надвор од Македонија, ви исполнуваат? Колку тоа ви дава, да речеме, некоја исто така пријатна, позитивна енергија, нешто кое што кога ќе се вратите дома, знаете дека денот сте го поминале како што треба. Да. Па да ви кажам, јас со мажот ми доста патувавме, но Македонија убаво не ја знаевме. Јас сум родом од Прилеп, а мажот ми беше од Радовиш. Тука се најдовме во Скопје и така што релацијата ни беше Прилеп, Радовиш и другите места, бидејќи Битола беше близко, Ресен, Охрид истото сме го посетувале, другите места јас не ги познавам. Не сте ги познавале што се Да, не сум ги познавала. Кога дојдов во Трето доба, тоа ме организираше екскурзии секоја недела. Тој ги организираше, јас ги собирав парите и му ги предавав на Томе. Бевте благајникот. Благајникот, да. И сега сум уште благајник, ја собирам чланарината, што ја плаќаме месечно по 100 динари. И тогаш тој организираше секоја недела. Дали ќе најдеше повод да е некој празник, па да одиме во некој манастир, или онака да ги прошетаме. Ја прошетавме цела Македонија. Ги видовме сите градови, ги видовме сите села, ги видовме сите манастири. И со тоа дружење, кој ќе дојде дома сама, иако немаше кого да речам добро вечер, јас се вратив дома, но сепак бев исполнета. И полна ми беше душата, што поминав еден таков убав ден, дружејќи се со моите колешки и колеги. Именно, пред се и физичката активност која што имате и посетата можеби на овие свети места кои што си ги имаме или распространато низ Македонија. Јас тие манастири во животот ги немам видено. Сега, како рековте вие пред да почнеме со разговорот, практично се прошетов и видов преку овие екскурзии. Преку овие екскурзии, точно. Не само во Македонија, ви кажував дека ние патувавме и во странство, макар да сега од Трето доба престанато е патувањето, ние со еден дел на колешки си патуваме и понатаму. Си одиме во одмор, си одиме во Грција, во Турција. И денес, во овие денови. И во овие денови, и сега бев јас од 1 септември пак на одмор, бевме и во јуни месец, ние одиме секогаш во ван сезоните, кога е поевтино и кога нема гужва. Да, за нас пензионерите. Знаете што денеска сте ни причина дека секој од нас може да ја пронајде повторно смислата на живот. Да. Затоа што вистина, велите, ќе се соочиме во животот со загуби. Можеби Ивана и јас се уште чекориме кон години кога вистински ќе се соочиме, меѓутоа порано или подоцна секој од нас ќе го доживее можеби тоа како загуба, во случајот како и вие самата. Меѓутоа секој ден е подарок од Бога, секој ден, секој момент. Ништо тоа утре што ќе биде не го имаме вистински. Тоа е она што го имаме сега во овој момент. Само да прашам дали тие на во моментот ја немаме се уште? Чекаме да се вклучиме за кратко, мислам дека тоа ќе биде реализирано. Да, Иве, имаме веќе Тиена, се надевам дека сега добро не слушаш. Сега ве слушам. Добро, се имаме сега можеме да го кажеме прашањето на Марко за поврзано со внуците во Канада. Да, споменавме тоа баш ќе те воведам, не знам од колку можеби на почетокот не фати кога говориме за тие убави системи кои што се спроведени, интегрирани во општеството, особено да речеме и Канада, каде што ќерката на Василка живее во моментот со своето семејство, имаат еден од најдобрите можеби системи за лицата од Трето доба, тоа е волонтирањето и вклучувањето во активности кои што без при тоа ништо не очекуваме за возврат. И верувам дека овие културни и духовни активности како читање, посета на концерти, патувања, вистина може да бидат тие на новата смисла на живот. И колку денес може да кажеме дека староста, ајде ќе кажеме како терминологија, може да се гледа како една втора младост, со оглед на тоа дека ќерката на
Василка споминала во Канада, лицата на 90 години веќе се сметаат за возрастни лица. Дефинитивно може, затоа што сите веќе ги градиме модерните општества да нудат повеќе можности за лицата од третото доба. Но меѓутоа, значено е да се напомене дека потребно е многу да се работи на оваа тема во нашата држава, затоа што особено е значено да се успее да се премине оној јаз кога заминуваме во пензија. Сметете дека во текот на нашиот работен век ние сме генерално доста посветени на работењето и завземаме одредено животно темпо кое што ни го прави денот релативно систематизиран и исполнет. И со заминувањето во пензија, односно со прекинокот на работниот однос, се случува една доста нагла промена во животот на човекот. Значи, наеднаш ја губите работата, односно тој дел од денот ви останува празен и постои потреба комплетно да се реформира секојдневието на личноста и да се воведат некои нови активности, затоа што доколку не се направи тоа, самата личност ќе чувствува одредена доза на празнина и на осаменост. И токму овие активности што ги зборува господјата Василка се најдобриот лек за сето тоа. Особено делот со социјализацијата, затоа што се вели дека осаменоста е најстрашната болест од која што боледуваат лицата во третото доба. Тоа значи дека доколку не се поврзани, доколку не се конектирани, доколку немаат врсничка поддршка со своји врсници, да се дружат, да разменуваат искуства, мислења, едноставно осаменоста си го прави своето и во голема мера го нарушува квалитетот на живењето. Ми се чини дека тие неите од овие работи кои што ги споминавме заедно со тебе ќе го донесат заклучокот и веројатно ќе си го потврдат на себе си оние кои што не следат, а тоа е нашата повозрастна публика и во овие минути и во овој дел од утринската на Телма, нашата утринска тема, може еден совет до оние кои што не гледаат за тоа што навистина значи квалитетен живот во трето доба или квалитетно секојдневие и колку почесто треба да се потсетуваме дека првенствено треба да го дадеме вниманието и грижа на себе си, а потоа на другите околу нас. Можеби мојата насока повеќе би удела во степен на грижа за здравието, меѓутоа не само за физичкото, туку и за менталното здравје, стекнување на навики кои што би биле издржливи како добра и здрава исхрана, балансирана, да кажеме секојдневие исполнето со разни активности, особено активности кои што стимулираат мозочна работа, како што се решавање на задачи, крстотпорки, учество во квизови, во емисии, дружења и така натака, социјалниот дел, како што веќе напоменав. Сите овие аспекти се многу значени за да може да се, да кажам, реализира личноста и да успее да одржи едно фино и квалитетно ниво на живење. Тина, само за крај, на кој начин може кажа неколку сегменти сега да прифаќањето на природниот процес на старење влие врз самата психичка стабилност и како вистина може по старите лица да се потикнеме денес да изградат еден позитивен однос кон промените во телото, па и самата енергија за да се очувствуваат не обесхрабрено, туку напротив потикнувачки, повторно да останат прагматични за животот, дека не е крајот и така натаму. Во психотерапијата чисто пати велиме дека смртта е нешто кое што на сите ни е непознато, односно тоа е нешто врз кое што ни еден човек нема контрола. Никој од нас не знае кога е кој ден е нашиот последен ден на оваа планета Земја. И токму затоа често пати тој за жал не е поврзан со староста. Едноставно, исто како и се друго, ние луѓето си имаме одреден рок на траење на оваа планета Земја, но она што можеме да го направиме е да се трудиме секој ден да го живееме исполнето и квалитетно, правејќи ги оние работи кои што не усреќуваат и ни носат мир. Прифаќањето на секоја фаза од живењето е клучно за да може да се изживеат убавите аспекти на таа фаза. Например, староста се карактеризира со
доколку сите фази преходно во животот се поминати соодветно, се карактеризираат со мудрост, се карактеризираат со присутност, со една стабилност, па токму затоа и ние помладите често пати знаеме да одиме кај постарите, кај нашите баби и дедовци да побараме некој совет, да побараме мислење, да го побараме тоа прибежиште и затоа и велам дека и фазата на староста има свое место во овој свет, има свое значење, има своја важност и токму поради тоа не смее да се занемарува или да се смета за помалку важна од било која друга животна фаза во нашето постоење на оваа планета И Земја. само за крај уште нешто И само за крај, и само. Да, само што би го споменал. Баш читав Тијана вчера дека во голем дел од земјите имаат токму изградено, да речеме, културни друштва, платформи. Збораме конкретно и за скандинавските земји, каде што возрастните лица се во постојана комуникација со младите. Пеење заедно, односно да го оживеат можеби духот преку таа млада енергија и постојано ги активираат сите тие генерации да нема јас туку да ги спојат едните приказни со другите. Препоставам дека тоа можеби не достига кај нас, можеби постојат некогаш активности така натаму, ама конкретно нели изградени центри каде што млади и возрастни се дружат, како би ги споделувале своите приказни. Тие од своето детство, тие со своите проблеми од моменталното детство и така натаму. Дали тоа можеби ќе влие добро да се конектираат, можеби две души добро, една благосостојба поинака која што би била добра? Тоа би било одлична идеја, феноменална идеја, затоа што во психологијата често пати велиме дека сегрегацијата не е добра, значи доколку ги одвоиме постарите лица, ги трнеме на страна, без притом да им оставиме простор да се вклучат со сите групи од општеството, не сме направиле ништо корисно, така што дефинитивно звучи на добра идеја, само што нели тоа е нешто кое што треба да го имплементира државата и да го направи да биде одржливо. Инаку верувам дека им помладите и постарите со заеднички сили би можеле да направат и да креираат фантастични производи од кои што би имало бенефит во целото општество. Да, одлично кажано, Тијана, благодариме за вклучувањето на еден ваков начин, што имавме и среќа успеавме добро да се слушнеме и да се видиме. Да. Продолжува нашата соработка понатаму со тебе и за други теми од областа на психологијата се разбира. Убав ден, Тијана, добро беше што ете во контекст на ова ти имавме можност да слушнеме и добри совети од стручно лице, поточно од психолог, па јас би ве прашала, Василка, ако вистината која што ја кажа Тијана е тоа дека помладите генерации веројатно мудроста најмногу може да најдат кај повозрастните. Тогаш би ве прашала кои се најчестите совети кои што им ги давате на вашите деца и на вашите внуци и често сакаме да кажеме кој е рецептот за долговечност, па ете може и тоа да го слушнеме. Ретко бараат совети. Моите деца, може некои други да бараат, но јас секогаш им викам да бидат сложни, да се сакаат меѓу себе, тоа е многу битно, и со нивниот заеднички живот ќе можат убаво и добро да се ги воспитат своите деца, како што ние ги воспитавме нашите деца. Јас сум многу захвална од моите деца, завршија факултети, ќерка ми заврши уште неколку факултети во Монтреал, па сега работи и во некој институт за испитување и работи како професор на факултетот. Тие совети се да се обрне внимание на моите деца, стално му викам, на нивните деца. Ако ги испуштите сега децата, викам, никогаш нема да можете да го вратите времето. Да го вратите времето, за да наново ги воспитате. И тоа е одличен совет, а веројатно не секогаш треба да зборуваме, туку треба да го покажуваме и личниот пример. И јас верувам дека ете вашето присуство денес во Утринска на тема беше еден добар пример за тоа како треба да се поминат тие денови и тие години од животот и што е она кое што секој треба да си го најде, а е задоволство пред се за себе, а потоа и за другите како еден добар пример. Василка, благодариме за гостувањето и за времето кое што го одвоивте утрово да дојдете заедно. Јас ви благодарам што бев повикана на ова ваша емисија. Тијана, психологот спомена дека и ваше учество во емисии придонесува за една друга благосостојба, така што верувам дека ова ќе ви биде можеби редовна навика со
вашите пријатели од универзитетот да доаѓате и понатаму. Може. Да. И бидејќи рековте дека бројот е преполовен за жал после пандемијата, еве за оние кои што не следат, а сметаат дека ќе биде интересно да бидат дел од универзитетот, слободно е, нема посебни критериуми, членството може да се направи кога сакаат. Отворен е универзитетот за секој кој сака да си го зголеми и да се едуцира, да се го зголеми знаењето и повторно да се едуцира на стари години. Одлично. И беше преубаво искуството со да ве запознаеме. Фала. Ви благодариме многу, ви Јас ви посакувам убав благодарам ден на поканата. и добро здравје се разбира. Фала.